Република Македонија по втор пат е домаќин на летната школа Институт за подготовка на глобални лидери, која е дизајнирана да ги обучува идните генерации за ефикасно и етичко глобално лидерство. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Еве што ќе гледате во нив. Пуштен во употреба кружниот тек помеѓу Бутел и Чаир. Седма матурска парада утре на плоштад Македонија. Започна да се гради нова улица покрај кеот на Вардар во аеродром. Градот Скопје денеска официјално го отвори за сообраќај новоизградениот кружен тек помеѓу улиците Втора македонска бригада и Лазо Трповски, на границата помеѓу општините Бутел и Чаир. Изградбата на овој кружен тек ќе го расчисти сообраќајниот метеж и ќе зголеми безбедноста за сите учесници во сообраќајот. Андријана Димитриевска. Новоизградениот кружен тек меѓу улиците Втора македонска бригада и Лазо Трповски на границата меѓу општините Бутел и Чаир денеска официјално беше пуштен во употреба. Со изградбата на овој кружен тек во голема мера ќе придонесе за намалување на сообраќајниот метеж, а со тоа ќе се зголеми и безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Новиот кружен тек на улиците е формиран на постојниот коловоз и има една сообраќајна лента со ширина од 5,5 метри, која ги обслужува сите 4 краци. Новоформираниот коловоз е покриен со асфалт со полимер на површина од околу 4700 метри квадратни. На краците од улиците што водат кон кружниот тек се оформени тротоари покриени со бекатон плочки на површина од 1400 квадрати. На овој дел од градот Скопје, кој што долго време беше една од, да не речам, црните точки, туку точки кај што имаше големи проблеми по движењето на сообраќајот во двете улици, значи на Втора македонска бригада и на Лазо Трпковски. Со изградбата на овој кружен тек се растерети тој сообраќај, а воедно и овој дел од градот Скопје доби еден добар, модерен лик. Во текот на градежните работи на кружниот тек беше поставена и атмосферска канализација, како и една ревизиона шахта со 4 сливници. Во текот на изградбата на кружниот тек беше извршена и заштита на постојната водоводна мрежа, на канализацијските цевки и на гасоводната цевка. Градот Скопје за овој проект вложи 22 милиони денари. Имаме конкретен проект кој што решава сообраќајниот хаос во овој дел, и заедно со другите два кружни тека, значи детелинката Битпазар и кружниот тек кај Континентал, видно значи се подобрува сообраќајот во општина Чаир, тоест во граница и со општина Бутел. Ако пред неколку месеци затвориме една сообраќајна црна точка на територијата на општина Бутел, тоа беше изградбата на Боца Иванова исто на кружниот тек, од страна на градот Скопје, денеска затвараме уште една црна сообраќајна точка на територијата на општина Бутел и на територијата на општина Чаир. Општината Бутел и општината Чаир дадоа свој придонес, се со единствена цел просторот и на општината Бутел и на општината Чаир да добие еден нов урбан лик. На кружниот тек поставено е и ново улично осветлување со 9 столба за осветлување и 13 светилки. Градот Скопје за осветлувањето на ново изградениот кружен тек потроши околу 1,5 милиони денари. Со 9-та симфонија на Бетовен на 21 јуни во Македонската опера и балет свечено ќе биде отворено 34-то издание на Скопско лето, каде ќе настапат хористите и оркестарот од Македонската опера и балет, а составот ќе биде надополнет со учество на хорски уметници од Јапонија. Мирко Стефановски од Дирекцијата за култура и уметност Скопје, како организатор на меѓународната манифестација Скопско лето, информираше дека на 25 јули во Македонската опера и балет ќе настапи кинескиот симфониски оркестар со 90 музичари. Годинава културните настани ќе се одржуваат на повеќе од 20 локации. Ке има изложби на фотографии, концерти, театарски представи, музички настани, промоции на книги, кафе, кино. Предвидено учество на гости од соседството, Европа и од повеќе континенти. Скопското лето оваа година со 34 години постоење, екзистирање, одбележува 50 години од скопскиот земјотрес. Ова ќе биде исто така едно од најбогатите скопски лета.
исклучително разноврсно со бројни концерти, театарски представи, музички настани, изложби, особено изложби на фотографии, македонската, светската, српската и така натаму. Утре по седми пат точно напладнена плоштадот Македонија, македонските матуранти ќе играат квадрил истовремено со матурантите од сите земји учеснички од Европа и ќе се обидат повторно да го срушат Гинисовиот рекорд. Заедно со овогодинишните матуранти на плоштадот Македонија ќе танцува и матурската генерација од 1963 година. Како дел од проектот Скопје се сеќава на земјотресот, кој годинава го прославуваат 50 годишниот матурски јубилеј. Ивана Митковска. По седми пат утре точно напладне на плоштадот Македонија ќе се одржи манифестацијата Матурска парада 2013 година во организација на град Скопје, Дирекцијата за култура и уметност, танцовиот клуб Ритам Плюс, Агенцијата за млади и спорт и делегацијата на Европската унија во Република Македонија. Заедно со скопските матуранти на Матурската парада годинава ќе танцуваат и матурантите од Куманово, Струмица, Гевгелија, Охрид и Струга, а почетокот на Матурската парада ќе го означи градоначалникот на град Скопје, Гоце Трајановски. Ова манифестација е вброена во редот на најпрепознатливите брендови на градот Скопје. Она што посебно ни е драго на нас кои што работиме со средношколците е дека тој е настан кој што е топло прифатен не само од средношколците, туку и од сите генерации, би можела да кажам, значи во изминатите години се повеќе, односно станува редовна појава да ни се јавуваат не само средношколците, туку и нивните родители, нивните наставници да прашуваат кога оваа година ќе се случува Матурската парада. Елемент кој оваа манифестација ја прави попривлечна и поатрактивна како за самите учесници, така и за пошироката јавност, е што секоја година се прави обид да се постави нов Гинисов рекорд во категоријата истовремено синхронизирано одигрување на еден ист танц во различни места, односно низ повеќе европски градови. Заедно со овогодинишните матуранти на плоштадот Македонија ќе танцува и матурската генерација од 1963 година, како дел од проектот Скопје се сеќава на земјотресот, кој токму годинава го одбележуваат 50 годишниот јубилеј. Пред одржувањето на Матурската парада во 11 часот матурантите ќе учествуваат и во традиционалното матурско дефиле. Подготовки се одвива во текот на второто полугодие, значи таму сме некаде со почетокот на месец февруари, инструкторите од Ритам Плюс беа во средните училишта, ги подготвува матурантите за одигрувањето на овој танц. Пред 11 часот матурантите ќе имаат едно дефиле низ центарот на градот. Вообичаено тоа беше од музеот на град Скопје до плоштадот. Оваа година малку ја смениме таа маршрута. Ќе се движиме од плоштадот, бидејќи тука ќе ги собереме матурантите по КЕО 13 ноември пред Холидеј паркот Жена Борец, и како и сите победници, и овие победници на својата генерација, матурантите, ќе поминат низ капијата Македонија, портата Македонија и пристигнуваме на плоштадот каде што ќе започне и ќе се одвива официјалниот дел од програмата. Во последните 3 години составен дел на подготовките и на самата завршна манифестација е кажувањето на заклетва за ненасилство од страна на учесниците во сите градови во земјите во кои се одржува Матурската парада, под мотото со танц против насилство. На тој начин матурантите во исто време од различни делови на светот ја испраќаат пораката за ненасилство и толеранција. Оваа манифестација на меѓународно ниво се одржува по 12 пат, а годинава кон Матурската парада 2013 се приклучува и Украина. Вкупниот број на учесници на Матурската парада во изминатите 12 години во сите градови учесници изнесува 242.280 матуранти, а годинава на Скопскиот плоштад квадрил ке танцуваат околу 1000 матуранти. Ученици од Основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски од општина Ѓорче Петров во соработка со поликлиниката Ѓорче Петров подготвија едукативна представа на тема Здрави заби, здрав живот. Целта на овој проект е низ игра и песна децата од основните училишта во општината да се информираат за важноста на превентивата во одржувањето на хигиената на забите и на времена и редовна посета на стоматолог.
Во представата учество зидоа ученици и наставници од училиштето. До крајот на учебната година овој проект ќе продолжи да се реализира и во останатите 5 основни училишта. Во должина од околу 1 километар од спортскиот центар Јане Сандански до мостот во Ново Лисиче, од денеска започна да се гради нова сервисна улица, која ќе биде паралелна на булеварот Асном. Покрај изградбата на оваа улица ќе биде изграден и паркинг простор за 120 возила. Нова сервисна улица со паркиралиште започна денеска да се гради од спортскиот центар Јане Сандански до мостот во Ново Лисиче, која ќе биде паралелна на булеварот Асном. Новата улица, која ќе биде со вкупна површина од 12.000 метри квадратни и должина од 1 километар, ќе биде целосно осветлена и ќе има нови паркинг места за 120 возила. Со изградбата на новата улица ќе се овозможи полесен пристап до објектите што се градат покрај кеот на Вардар. Бенефит од изградбата на улицата со паркиралишта ќе имаат не само корисниците на објектите, туку и сите граѓани во општината, а најмногу жителите на населбата Јане Сандански, изјави градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски. Општина Аеродром отпочнува со изградба на нова сообраќајна улица покрај булеварот Асном. Таа ќе биде во должина од речиси 1 километар. Проектот предвидува и изградба на атмосферска канализација, фекална канализација и нова водоводна мрежа и дополнителни 120 паркинг места во населбата Јане Сандански покрај булеварот Асном. Ова улица ќе им служи на објектите кои што се градат покрај геот на реката Вардар, хотелот Хилтон, спортскиот центар Јане Сандански, аквапаркот. Очекувам таа да заврши изградбата на оваа улица да заврши до крајот на оваа година. Според проектот, градежните активности опфаќаат изградба на тротоари со комплетна комунална инфраструктура, атмосферска и фекална канализација, водовод и асфалтирање на улицата. Се очекува изградбата на улицата да се реализира до крајот на годинава. Средствата потребни за изградба на улицата во висина од 50 милиони денари се обезбедени од буџетот на општината. Во спортската сала Методи Анданов Чинто по 13-ти пат се одржа меѓународниот карате турнир Солидарност Open во организација на карате клубот Солидарност, а под покровителство на општина Газибаба. Од вкупниот пласман најдобри беа екипите Фунакуши Гичин од Скопје на прво место, Улцин од Улцин второ место. Екипата на карате клубот Солидарност со вкупен пласман беше трета, но бидејќи е домаќин, пехарот им го отстапи на четврто пласираните Ронин од Прилеп. На овој турнир учествуваа 48 екипи од 5 држави со околу 350 надпреварувачи. Од следниот прилог информирајте се за кои се културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Вечерва во домот на Арма од 20 часот Македонската филхармонија се представува со последниот концерт од оваа концертна сезона од циклусот Лауреати, на кој настапува еден од најстакнатите унгарски виолончелисти Ласло Фењо. На сцената на Драмскиот театар вечерва од 20 часот се изведува представата Греф или Шприцер од Сашко Насев во режија на Дејан Дамјановски. Представата Животот на Молиер од Михаил Булгаков се изведува вечерва во Македонскиот народен театар од 20 часот. Представата е во режија на Александар Поповски. Во клубот МКЦ од 20 часот и 30 минути започнуваат мали вински приказни, низ кои ќе ве води Бојан Попандонов, енолог и влюбеник во виното. Во градското кино Милениум со термини од 20 часот и 22 часот и 30 минути имате можност да го погледнете играниот филм Големиот Гетсби, по кој игра Леонардо Ди Каприо, а неговата премиера се случи на отворањето на Канскиот филмски фестивал. Во кафе Чао 20 часот започнува забавата со Бени Нонстоп. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Тимот на Челси ја победи Бенфика со 2:1 и ги обедини титулите во Лигата на шампионите и Лигата на Европа. Актуел, Лозано и Есма се надеваат на влез во финалето. Тимот на Челси ја победи Бенфика со 2:1 и ги обедини титулите во Лигата на шампионите и Лигата на Европа. Томислав Атанасовски со спортските вести е веднаш по рекламите.